Драги гледачи, добре ни дојдовте во новата епизода од серијалот Луѓето на Преспа. Јас сум Росана од телевизија Ресенко, а денес сме на гости на бисерот на Преспанското езеро, пансионот Преспав. Од многото прашања кои што ги добивме токму од вас, ги селектиравме најинтересните и со нетрпение очекуваме да ги чуеме одговорите на собствениците и персоналот од пансионот Преспав. Ќе казнувате ли за Нова година? Сад е компензација за Нова година, не може да ги штета луѓето, така? А кажете ми што најмногу јадеа гостите во 2023 година? Виното и ракијата. Само тоа. Да. А што сакате да добиете за подарок за Нова година? На подарок? Не, тоа молба, молитва за Господ, ја добијам нов маж. Кои зачини ќе бидат актуелни во 2024? Што најмногу ќе се користи? Јако интересантно питање. Куркума и триената сол. Кој ви е омилен подарок за Нова година? Не ме замисли, одма ќе ти кажа. Пликце. Не е важна бојата на пликот. Важно е плавот за се најде ке службено, како така? Кој би бил најдобриот подарок за Нова година? Нова рецепционерка. Се шегувам да не ме чуе Ула. Ве молам, ако е можно, ја добих нов маж. Зашто ја не можам више, ова издржи. Срекна Нова година. Благодарам многу, Коста. Уживајте. На здравје. На здравје, Росана. И како за крај, господина Марио, ако не е тајна, каде ќе прославите новогодишната ноќ? Па наравно на прелепо Мокриду, смок тончија. Ја ću кухат романтичната вечерата, а он ќе ме водит на кајчето по јесен. Благодариме многу за овој интервју. Hvala lijepa, pozdrav i pustice svim vašim gledalcima. Budite zdravi, lijepi i sretni. Hvala i dođite nam opet.